Секојдневното прекомерно користење на мобилните уреди го забавува развојот кај малите деца, особено во периодот до 2-та па до 5-та година. Праксата потврдува голем број случаи на деца кои имаат потешкотии со говорот, забавен психомоторен развој кој во пубертет се манифестира на уште полош начин. Доктор Мери Бошкова викендов во Виница одржа едукативна работилница на таа тема, а на поканила Виничкото здружение Ластовица. Како мобилните телефони и прекумерната употреба на овие современи технологии влијаат на психомоторниот развој на децата и на развојот на говорот на децата. Сите ние знаеме дека тие се секојдневно овие мобилни телефони се секојдневни присутни во животот и на родителите и на децата. Но многу ние како практичари секојдневно ги гледаме по негативните влијанија кои што истите може да го имаат врз психичкиот развој на децата и особено на развојот на говорот на децата кој што може да биде засегнат и може да трпи одредени или патолошки промени или да говорот доцне и не се јави на време. Нашата улога тука е како ментално здравствени работници да се одзвеме и да зборуваме за овој проблем, односно да кажуваме дека за нивната штетност, за корисноста, нели секако тие се и корисни, но кај децата тие треба да се децата треба да ги користат во одредено време траење. До втората година Америчката педијатриска академија, како и Светската здравствена организација велат дека воопшто децата не треба да користат, односно да им се даваат ниту лаптопи, ниту телефони, ниту да се прекумерно гледаат цртани филмови, затоа што тоа негативно се одразува на нивниот психички развој. А децата до 5-та година треба родителите да знаат дека нели дозволено е да гледаат, но родителите исто така да имаат увид кои содржини децата ги гледаат и особено што е многу важно и што ние го потенцираме времето кое што го поминуваат пред овие уреди. Родителите со целосна подршка на овој настан свесни за последиците кои ги имаат не децата, туку и тие. Јас како родител, раснејќи во 80-тите години, значи пред 30 кусур години, кога немаше лаптопи, паметни уреди, таблети, имаше компјутери, но не секој го имаше компјутерот дома. Повеќе бевме во дружба со книгата, во дружба со пријателите, на улица, измислувајќи наши креативни игри. Фантазијата ја збогатувавме со читање на книги. За жал, денешните деца повеќе се изложени на тие паметни уреди, а се помалку се дружат со книгата. Здруженијето Ластовица стартуваше со оваа работилница, најави низ активности во насока на превенција на немладите. Здруженијето Ластовица Виница е од поодамна отворено. Ова е прв настан кој што го организира по барање од страна на родителите, бидејќи темата е баш погодена за родителите, со тоа што голем број на деца се среќаваат со проблеми во говорот. Гостите што ни дојдаа и што го одржаа оваа работилница се специјализирани за оваа област и да им дадат поддршка и помош на родителите. Покрај Мери Бошкова предавање одржи доктор Олга Јомовска, како и Димитар Спасов од Здруженијето Ластовица. Оваа едукативна работилница финансиски беше поддржана од Ротари клубот Коџани Виница, како и од неколку приватни компании.